се врти се е матно кога фокусуваме на тебе. Многу сум смотан кога покрај тебе се мотам. Те топтан, те има по секоја нота. Многу сум смотан, опа, кога покрај тебе се мотам. Те имаш топтан, те има по секоја нота. Со Еф ке ма заврши. Бошу, кај си бе звер? Леле, дојде со армоничето, реков сега ќе маниме некоја, дај темија, дај хемија. И таква ќе И мани. таква ќе маниме. Ама ова армоничето не е баш армониче. Не, а? армониче. Ова е што сакаш све. По желба има се. Чеј се, значи те гледам дека бас свириш ваму лево, како што нормално е басо на армониката. Ама гледам дека и по некоја пратња маваш тука од време на време на ова страна. Како што си се стандард басоите на хармониката, Аха. се има два реда тоно единечни, тие се главни басои и се има акорди. А да бе, имаш На сите хармоники се на такви. Хармониките, Да, има за- дур, имам забораено. малдурски, има Ене намален. ги горе три имам, ама немам гимната армоника од дете. Има и баритон се вика кај нас, другиот систем. Има Да, бе, и да. има и друг систем што се со единечни тонови на местата од акордите, да речем. И тука може да се свират и цел клавир може да се постави. Браво. Боја, не ти е полесно на Сайзер, вака да го видиш пред тебе. Не ми, вака, не знам да вака без свирам. гледање ти е појако. Да. Јако е, ќе ми се. Значи ти си уствари во бендо, ти си целиот бенд, Бендо. другите се пратња после. Јас сум не- пратњата, Да, уствари. ти си пратњата. Баркот бенд веќе некое време функционирате убо. Така. Имавте мали промени во составот, меѓутоа Тек мали, тек си големи. тера, да, си тера работата. Сакав да те викнам да се подружиме од продуцентска гледна точка, да речам, покрај музичка, да ги си правиме за двете муабет. Ама пошто знам дека, гледам дека и ти си имаш твое студио сега, Така. си снимаш претежно овие што се со народни музики, сплетчиња, чуда, миксаш, правиш. Гледам во живо дека и концерти имаш снимано по сторења, по чуда. И ме интересира како уствари, како што викаме народски, како влезе чивијата во продукцијата, пошто еве со армоника си растен, то си го накваш. Како влезе во продукцијата, ме интересира. Исто како ти, да не зависиш од други. Сум сакал да снимам, да ме снимат кај што свирам. Најпрво беше свирењето, па после да снимам и знаеме кај нас дека то кошта многу, а јас сакав многу да се снимам, посебно кога бев средно од прилика, многу сакав да се снимам и така не ми имаше ни на памет паднато дека сам можам да се снимам, дека можам да си купам микрофон, звучна карта. Најмногу што се дружевме со другарите, Бојан Димитровски има бидено кај тебе. Татко му на времето гибал, студио се снимале. Горан, Да. поздрави. Така, поздрав до двајцата. И преку него, да речам, почнавме и ние со бендот, пошто многу сакавме да се снимаме, а кошта да влезеш в студио да се снимаш. Ние сакавме лайв, да сме седнати сите во живо, да свириме. Така почнавме да се снимаме, на два канали излезот од миксетата го снимавме во звучна, па после почнавме по дома еден по еден, така, во спалната се снимавме сите. И така многу не заинтересируваше таа работа, многу. Сакавме да навлезиме, не знаевме да миксаме, не знаевме ни да се снимиме правилно, не знаевме. Па баравме помош за да ни го измикса некој. И како што се иди времето, почнуваш да ги сваќаш работите, што било еквилайзер, што било компресор. Не и тој компресор што е кај татко ми во гаражата. Така. И тој компресор, И тој, ама да. не е таков. И така, па после запишав курс, сакав да научам прецизно, точно, правилно, кај Тино Скендеровски да го поздравиме. Поздрав и до Тино, Така. до учитело. На двајцата. На двајцата, да. И па таму основите ги стекнав, па после секој си се развива, нели, тоа што го интересира најмногу.
Така, тоа е многу битно е луѓето сватат, имам правено често муавет со деца и пример биле на некој курс, еве кај Тино или било како, и ќе рече, знаеш, бев на курс, ама уште не снимам дома. Курсо е основата. Така, така. Ти ги учиш многу работи, ама сето то е една почетна позиција. Така После ти кај ќе одиш од тука, зависи од твоето уво, од твоите желби, од многу работи Така, зависи. мене ми беше битно што таму Тино конкретно ми даде граници до каде што сме и како сме и што треба. Нема никакви конкретни правила, Така. ама фактички да знаеш што правиш кој ќе го правиш нешто, да си свесен, не дека само гибаме, а не знаеме што сакаме да постигнеме. Армоничето рече од мал си го свириш, кога почна да свириш армоника? Многу мал почнав. Се те терал армоника баш. Татко ми е несуден хармоникаш, не е ни музичар. Сакал да свири многу, имал желба да свири. Шубо. Почнал така со некое мало хармониче да оди на некои часови и ја запоставил. Не се посветил толку и рекол некогаш во животот многу сакам да имам дете што ќе биде хармоникаш и му се исполни. Иде. И од мал ми купвале така играчки, па дури сум ја расклопил некоја, сум ја искршил, од овој ништо не било. И после, пошто чичко ми што е од Австралија, поздрав до него, тој е хармоникаш, цел живот свири и кој ќе си идеше тука и ќе земеше да ми посвири и мене ми беше многу, значи обожавав да го гледам. И така почнав, па се запишав во музичко и откако почнав во музичко, еве уште си свириме. Значи ти си тераш и класична хармоника музичка. Дипломиран сум хармоникаш за класична музика. Еви што не го знаев. Да, лани, ова време дипломирав. Значи лани беше дипломски. Да. О, браво. Колку тој стил на музика ти поможи тебе во развојот како хармоникаш за ова што го свириш денес, популарна музика, народна и така натаму? Многу ми поможи. Ова што го слушаш со лева рака, со десна, се е од то. Да не било училиштето најпрво, да не била класичната музика, па се наваму што се случило, да не бил Бах, да, буквално, да не сум вежбал да мора мозокот да го делиш на 2, ако не на 3, на 4. И тогаш, то најмногу ми помогна да можам 2 работи истовремено да бркам, да можам, дури си свири ова јас да го мислам едното, дури си свири другото јас да го мислам третото. Браво. Многу ми помогна класичната музика, за контрола на инструментот, за не сум предолго со електрична хармоника, може има 3 години, ако не и помалку. Тогаш сватив колку уствари ми има помогнато класичната музика, ко видов што можам да свирам на дигиталната, на електричната хармоника. Многу ми има помогнато. И се е то индивидуално, значи ако секој знае да го искористи тоа што го учел таму, не само инструментот, не само техниката, дури сите предмети што 80% од студентите ги занемарваме како небитни предмети, ако тие ги гледаме како да може да се укради нешто, да се искористи после во цел живот тоа што планираш да го правиш, се многу паметна и многу корисна работа. Паметна инвестиција. Така е, да. Времето не е изгубено ако се седне нешто да се чепни, да се научи. Не е битна оценката, не е битен испитот да се положи, ќе се положи некако. Битно е тоа што ќе остане тука да може да се искористи некако, да не фаќа меморија за џабе. Така е. Пошто армониката е тежок инструмент прво за свирење, после тежок и за носење. Луѓето не се свесни колку кила има ова. Ова чудо не е тешко, ова е дигитално претпоставувам дека 8-9 кила е. Добро, не е Не е страшно. тешка, затоа и Сам добро, носи го цел ден, доста што не е тешка. Добро, да, ќе осетиш дека е. Само е многу полесна од другите хармоники, нарочито таа што студирав, таа е 15 кила. Таа и за да појдам на факултет беше тешка и за свирење. 25 имаме горе на Паоло Сопрани. Тоа е шкаф. Татко ми бил 70 кила, армониката 25. Така, заедно 100 кила. И тегнија ти од пример Демир Хисар до Крушево нагоре, пешки со свирење. Па и сум имал мака како и 90%, ако не и појќе од хармоникашите што имат мака со кичма, со едно со друго. Јас на 17 години имав многу мака со кичмата.
Бев и многу дебел тогаш, не се пазев онака, ми беше само дај ќе шетаме, ќе свириме, ќе правиме. Не мога да те замислам, ама добро. Дебел? Да, не можем. Бев многу дебел и имав мака ми се кочеа нозете, дури свирев, па да не можев да станам, па остае хармониката, да треба да легнам. Тоа за ептена загрижувачки за дете од 6-17 години, да не може да стани, да трчни. Така е. Доктор ми рече, ако продолжиш вака ќе не можеш да свириш понатаму. И то беше ептен месецна. И си реков, Дарко, почнувај да трчаш, остај го јадењето и тогаш и подослабев така, за да можам ден денес да свирам. Иначе Така е, вратно. таа разлика што ја осетив, значи камо дај Боже сите крупни луѓе да можат да ја сетат таа разлика, што не можев да се качам до трет спрат на училиште, нонстоп испотен, да не можам да дишам, да не можам да појдам фудбал да поиграм, после да можам да трчам, да не можат да ме стигнат. Значи, тоа е тоа. и многу е полесен животот, само доверба имаш поќе. Така. Се ти е порасположен си, не ти е му само во јадење. Мора како не ми е, ама ајде. Име не ми е, ама Него дај да свирниме нешто ние. Може. Му влеговме со темите многу далеку. Што сакаш да направиме сега? Сакаш нешто народно стегниме или сакаш нешто популарно, некое тошемо, што ти со моја почнавме да не заглавиме со моите, ќе си снимиме во башка. ќе ги снимиме во веза. Сетинг тие. Што сакаш, што ти се свири вака сега? Можеме нешто тоше да направиме, ако Може, сакаш. Боже сачувај да направиме. Сачувај да направиме. Боже чувај од зло. Боже сачувај од Амол, може? Сега вака ми е незгодно, викам гости на емисија, јас си пеам, ама Кој ќе не е пејач гостина, добро, затоа кој се пеач и не му пеам, и ме прашват луѓето, оти не, демек запеем, абе, неќам да се мешам, сум го викнал гостин, се јас да се силам да му овде. пееш. Нема смисла и сега ми е незгодно, ама ајде. Та има очи, кој ми ги зна тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кој крија цели светови, и би умрел јас за тие преградки. И би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, тук сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, а нема да се врати, чуваја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чуваја од зло. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чуваја од зло, да нема никој свој. Боже, се врати, чуваја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чуваја од зло. Шуво си легна, замерак. топ беше. Колку е јако вака со пок инструменти кој ќе свириш директ. Уште тапанџија ни фали, жими се,
да беше Огнен сега тука е битбокс да мани од позадина. Ќе бевме фул состав. Буквално најчудниот состав што постои ќе бевме во моментот. Преако. Кажи ми, брат, свирите со Баркот буквално се, од свирки, од кафичи, од матури, крштевки, свадби, се што треба, концерти, па дури дипломски концерти, се шала. Свирите се буквално. Во кој стил на музика најмногу ти се пронаоѓа? Знам дека хармоника свириш, ама ме интересира онака кај ти лежи најмногу душата тебе? Не е едно. Абе не е едно, да. Преако. Шо и да земиме да свириме ми е кеф, кој ќе се работи за свирење. Ако е професионално сработено, го неќам она колку да се сработи. Ајде ќе се појавиме колку да се одсвири. Шо и да е, ако знам дека сме спремни за нештото, со многу кеф го прам. Многу сакам концерти кои ќе се свират, професионални концерти, па да може и да се секој со партитури, аранжмански средени концерти, многу го сакам тоа со бендот да го правиме. Кафичите се многу убава работа. Свадбите се исто многу ги сакам затоа што најмногу затоа што учествуваш во тој емоционалниот дел на фамилијата кај што јас барем многу го осеќам тоа. Многу го сакам оној делот што поќето го неќат на сабајле кај што се оди денски дома кај зетот кај невестата. Не ми е понижувачки делот што треба да свириме дома, нема ни зошто да е понижувачки. Ама тој емоционалниот дел што го осеќаат сите и таа енергија што се осеќа до крајот на свадбата до вечерта, тоа најмногу го сакам од свадбата. Тоа е ова е поправилен одговор од ова, не можеше да даиш. 90% луѓето генерично работат одат колку работа ми ова, ќе одам, не ми се стана савајле, ама ќе свирим. И дури луѓето, знаеш, викаат свирачи, му е битно финансискиот дел, не му е битно како ќе биде забавата, битно да има музика. Абе битно е и која презабавата, и за гостите, и за домакините, и за музичарите е битно за сите, сите кога се секират за нештото да биде убо, ќе биде убо без промаш. Нашата работа е најбитно да биде атмосферата, забавата да биде тие преубо да си поминат и да не можат да го заборат нештото колку презабавно си поминале, ама има многу работи што си одат со тоа што ние ги осеќаме што си врвиме преубо таму. Тие се моментите за кои се живее. Па тоа е свадбата уствари, не е свадбата музиката и само да се земат пари и колку да се помини. Живото брзо ќе помини ако е за тоа, барем мене до 24 вака ако ми дојде, значи понатаму уште побрзо ќе оди. Така е. Ако не си најдеме во тоа што го работиме нешто што го сакаме ептен од работата, само губење на време ќе ни биде. Така е. Шубав муавет ми направи. Коре стварно го немам ова слушна да ми речи некоја одам заради тоа што сакам, што сум дел од емотивниот момент на фамилијата. И секоја свадба си е различна приказна од тој дел, од емоционалниот дел, од емотивниот. Свири ди концертчиња, да направиме едно концертче, спаковаме. Може, ја? Да. Ќе правиме после муавет. После емисија. Ќе правиме после емисија муавет. Убаво брат, ме бендисва, бендос е супер, ви имам слушнато по кепат. Уствари прв пат кога слушнав негде тука во битолските ресторани беше, случајно и дојдовме, дали некој 8 март беше, дали шо беше, не се сеќавам. И се ве гледам свирите и едно време почнува клавир да свири, се вртам, гледам клавир нема. Шо ми текна тоа, реков ова изгледа електрична хармоника таму. И се сеќавам на тој ден дека на масата до нас батето нарача некоја песна, саеше да клекнува. Се сеќавам. Вие почнавте свирите и муавето беше тука на маса, не ме страми од невеста. Речи му нека прекинат. Прекинат, не ме страми. И онака беше, си викам јако колку е. Се сеќавам. Да тоа го памтам уште и ептен незгодна ситуација беше. Скроз беше и то дојде и другар некој дојде да снима нешто. Ќе договориме работата, ама и дојде стега тај оттаму, не ме срами пред леле си викам. Се сеќавам. А кажи ми, пошто се случуваат вакви работи, нормално ќе се случат и на свадба и на приватна забава и мене ми си има случајно да влези пеев забавен дел на свадба, влезе некој брачет непоканет, скаран што бил со зето, па тука беше, јас почнувам да пеам, тие почнуваат тука борба да се води напред, а забавен дел ќе речиш. Дали ви се случват поќе вакви, да речам са, несакани моменти на приватни забави,
или во кафичите, во клубоите кај што си свиркаат? Па најмногу може да се случат работи на приватни забави, затоа што таму има најмногу детали што треба да ги памтиш дури го правиш тоа. Така е. Се сеќавам минатата година, го имам сгрешено името на невестата јас. Многу, мислам, неубаво, колку и да се извинуваш после џабе. Така е. Ама Сум бил таму ич без гајле, не на свадба, ама. Кој ќе ти е не прекугла, него многу обврски, кој ќе премногу свирки, то се премногу луѓе. Во запишувањето на деталите се сгрешило името да друго име женско и сега чупе како чупе, ќе си се осети неубаво сега еднаш свадба правиш во животот и ти го тој грешиш. и таја и не си ти таја што ја кажуват и многу неубаво. А ние не знаевме. А уште се погоди име на некоја бивша на зето и ја заврши. Не дај Боже, ни беше некоја трета, четврта свирка со ред таја недела. Бевме сите ко заспани и цел ден дома им пееме со името што мислиме дека така се вика. Никој не испрај, никој не попрај. И ние убедени дека така се вика невестата. Вечерта ги покануваме на прв танц и ни идат од блиските роднини. Абе, не се вика така невестата. Пола свадба бевме исплашени, гледавме дека му го расипавме расположението, а факт ти си поеден за да им го направиш расположението. Добро, ќе му го направиш после секако ќе се опушти, ама терсене момент. Кој ќе има многу работа така, многу, ќе има и случаи, ама треба да се пази во секој случај. Е непрофесионално такви работи да се грешат. Убаво што си запишвате. Јас пример заборавам да запишувам такви работи. Кој ќе има некој вака што запишва, пример имам другар што прашва фамилијата кој ќе дојди, кој нема да дојди. Демек за да знае да не речи ајде да заигра некоја не е тука. Да, починати не дај Боже се случват. И пошто свадби не ни свирам, ми се нема случајно, ама на пример ќе ми порачат happy birthday ќе му испеш на не знам кој. И ја препрашам уште еднаш и во гласната музика па ќе кажи нема слушнам или ќе заборам до попосли кога ќе дојди. Happy birthday, уште еднаш. Нема името сега кој ќе го кажува. Нека си запет или ќе почекам тие да го речат. Да. Некако, иначе ќе се случи, ќе го сгрешиш еднаш и ќе ти направат фаца сите и ајде. Кој ќе сме таму, кој ќе свириме без разлика каква свирка е, повеќето од луѓето не си замислуваат дека ние моментално во главата мислиме на 100 работи што ги правиме во моментот. Да, не му е јасно. Не ти е кусо името да го памтиш ако е за happy birthday посебно. Ама во секој случај, ова што го кажав јас не треба да се случва. А таквите работи во моментот ти мислиш која песна следна, која после тоа, на кај да се движи атмосферата, луѓето што сакат. И многу информации се во моментот. Така е. И да ти кажам искрено, ваква информација веројатно само јас би споделил освен тебе. Друг не верувам дека би споделил да се кажи. Шубеме, сваќаш. Да, не. Јас пошто си се кажувам редовно, јас би си го рекол ова, немам мака. Вакви работи еднаш се случват. Ова еднаш ќе ти се случи и за ум никогаш повеќе да не ти се повтори нешто тако. Еднаш кога ќе люфниш така. Да. А кој ќе има пак многу работа, многу и се греши. Не, ако го почитувам скроз ова што ми споделваш ваква информација, то само кажува колку искрено си ја работиш работата и сам сите луѓе сме, на секој може да му се случи да сгреши. Нормално е, особено луѓето стварно не знаат на колку работи треба музичарите да мислат во тој момент. Не знаеш уште ни озвучењето како е, ни салата, ни луѓето. Значи секое менвање на просторот и на луѓето се менва и звукот. Ти треба да се синхронизираш со тон луѓе, па и јас дека го работам тонот за свирките на групата. Тоа е тоа. Со миксетата и до моментот дури да се кажи, дури да се повика на првиот танц, ти веќе имаш 60% веќе до таму си имал сработено веќе. Така е. Само останува уште свирењето да се направи, ама тоа е, се случува. Не можев да се доизвинам тогаш и еве и уште. Тоа е, брат. Така. Тоа е. Јас пак што грешам на свирки, само што јас сум некако јас сум таков како човек и сега покрај видеата луѓето ме знаат дека сум таков како човек. Порано не ме знаеа, знаеш, ќе направив некојаш намерно грешев текст за да му привлечам внимание и знаеш се опулват, што направи. Сега веќе му е јасно, уште кога ќе ме видат, јасно му е дека некоја глупост ќе би закачена, очекуваат така што нешто. не тие и очекуваат да зборам плюс.
Така што не е страшно, ама луѓе сме, нормално е да се греши и уште почоечки е после тоа да бидиш уште по-професионален и уште посилен, што викаме. Сега, да префрлиме малце дека рече на тонот, за тонот сум јас задолжен и за такви работи, пошто патиме од иста болештиње. Значи ти си снимаш, покрај што снимаш сплетој на луѓе, снимаш и концерти, рековме на почеток, си снимаш све. Значи луѓето можат, ако сакат, пример, сака некој да си сними концертче или сака некој бендче да си сними, не знам, сплет, можат комотно те побарат. Да. И кажи, можеш да ги озвучиш сите комплет или ги снимаш посебно како ти е процесот на работа? Кај мене просторот е ограничен за заедно, за да се свири, а инаку на одредени локации кај што има простор да се снима, сега не е само просторот да се пикнеме во некоја соба цименто. Така е. И да звучи на ништо. Ама да, имам услови да одам да снимам, така и одам и концерти. Супер. Снимам без разлика каков стил на музика е, со претходен договор нормално. А за студио кај мене гледам да е најпрофесионално и најубо испаѓа кој ќе еден по еден. Оти секој сака после, пак луѓе сме, секој сака грешки да поправи во свирењето. Во секој случај. И јас сум пицајзла, сакам да штима перфектно, сакам да нема работи што сметат во снимката, оти на крајот и ти знаеш, тој што слуша, кој ќе се случи нешто, да речем некоја глупост во снимката, гледат кој го работел звукот и тој е крив. Така е. Никој не помислува дека може инструментот не чинел на изведувачот. Така е. Не дај Боже изведувачот да не чини. Се има. И то се случва. И то се случва. И на крајот ти си крив, затоа гледам да се сработи во снимањето, да е во продукцијскиот дел веќе убо и после за мојата работа да е полесна. Те разбирам, брат. И јас од истата мака патев долго време во живото. Дур не сватив дека уствари дури и светските изведувачи и продуценти намерно стават грешки за одреден шмек. И еве искрено последната песна што правев, мислам и последно општо го ќе работам, пошто обично аз програмирам тапан и неам тапан тука да го снимам, морам да го истропам на Сайзер. И сега почнав против себе да одам и почнав да ги размрдвам тапаните да не се на клик скроз, за да го добиеш тој лайв звук, са поприродно да биде. Дури пример порано гитарата премаваја 200 пати. Леле, не сум на клик, чекај, овде тргни. Касна малку, да. Не, бе, сега, нека касни. Ама сам касни во рамките правилно касни. Да е музикално, да е грешка, правилна грешка. Така е, да е музикално, да има некаков грув нештото, пошто премногу стерилна стана музиката во последно време, особено со овие нови хип-хоп и поп музика, кај што се е буквално на метроном и многу посебен шмек има музиката кој ќе си има малце жив осеќај, живо чувство во него. Така е, да. Туку кога сме кај живо чувство, да маниме нешто народно ние, што викаш. Може. Да маниме едно карамфилче да речеме. Може, знам дека ја сакаш. Нешко ќе се речи народно, неколку песни ми се така што ги знам вака од прва да речиме. И не знам да изагрешам, ама не е страшно. Другите, пошто не ги пеам редовно, ми треба подсеќање, треба видам, па не знам тоналитет, пона. Ама карамфило ми е така останата од дедотале од на времето и убаво е да ја направиме. Може. Карамфило, фил, моме, карамфило, фил, карамфило, фил, моме, карамфил не носиш, ти карамфил не носиш, моме, а карамфил мирисаш.
те ти носеја, моме друшките ти носеја, друшките ти носеја, моме ама не мирисаја, друшките ти носеја, моме ама не мирисаја. Шубо. Добро. Ќе те правиме пејач допрва. Не, никако, уште то ми фали. Ти бе шо, армоничето и терај таму, ќе бараш пејач некој да ти пеј. Таман малце свириш една-две работи овде, една-две таму И ше трета вокал. работа. Готово, ништо. Ту кажи ми дали има нешто што би сакал да ми кажеш, а јас те немам прашано, некој проект, нешто што спремате со бендот последно? За со бендот конкретно, пошто моментално сме само инструментален состав, немаме пејач да речам, и сме ово ќе дојди ко јавен оглас. Чекајте малце, јас во трач рубрика влегваме сега. Ова е малце И- се поместам. Иначе планираме со бендот да снимаме со првенствено со битолски пејачи вака како тебе и други колеги што ги имаме, каверчиња на македонски песни првенствено, што ќе бидат лайв, тоа е најбитно, лайв да бидат изведени, не како што е секај нас плейбек сега во последно. И така за на социјални мрежи, песни може и што се забораени, па и промовирање на наши авторски песни, секој пејач што си ги има. Ете новата песна со мене ќе ја маниме. Страф. Договорено. така. Преубаво песниче. Ќе ја направиме. Ќе лежи за со бендот, многу убаво ќе ја направиме. Скроз. Може брат, ова ме бендисва. Сега малце ме тера она битолското, влезам во трач рубриката, оти сте само инструментален состав, ама нема да влегвам, не сум таква емисија, може да некој друг ако те викни, ќе ги правите тие муабети. Битно мило ми е што имате ваква иницијатива, пошто има доста македонски, мислам доста битолски пејачи, на кои мислам дека ова би му дошло баш онака добре дојдено. Да. И мислам дека е многу убав начин да си најдите човек што ќе ви одговара за понатамошни соработки Да. и свирки и чуда. Преако. Ако не најдите никој, еве го студиото тука сме, ќе свириме, ќе правиме. свириме, ќе си Ќе снимаме. правиме чешити, Да. да. Бо шуво. Звер, фала ти што ми дојде. Фала ти што ме покани. Мислам дека убо си свирнавме, убо емисивче Да. си направивме. Сега ќе си продолжиме онде муабето со продукци со чуда. Од другата страна. Од другата страна, работи кои народо не знам дали ги интересира за компресори и еквилайзери и чуда. Се надевам дека наскоро ќе маниме и некое такво снимче, еве ова можеме да маниме новата обавезно. Обавезно, за брзо. И се надевам дека ќе имаме поќе прилики за дружба и се надевам дека ќе продолжиш да си работиш кој што си работиш во полна пареа, пошто снимките што ги имам видено досега ти се топ. И се надевам дека ќе имаш уште поќе соработки Фала ти. такви и дека ќе снимаш и концертчиња и чуда и се што треба. Па и да работиме нешто заедно. Може, се сложуваме. Еве ти уште еднаш рачето. Фала ти брат што ми Фала и дојде. тебе. И фала ви вас што не слушавте. И се надевам дека ќе ни дојдите на уште едно лабаво наредната недела во 18 часо, кај што уште еднаш ќе си полабавиме со некој гостин и тој веројатно ќе свири поки инструменти истовремено, ама ќе видиме да не шпекулираме. Фала ви што бевте тука, поздрав, имајте убав ден.